Време е и за разговор со нашиот и ваш гостин, господинот Љупчо Пренџов, пратеник од Коалицијата за обнова на Македонија и председател на Комисијата за надзор над работата на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање. Се надеваме дека се ќе биде во ред и нема да имаме проблеми со звучниот сигнал. Господине Пренџов, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Добро ви утро, односно вас вие веќе добро вечер, добро ве најдов и поздрав сите оние кои што не следат. Добро ви утро и од мене, господине Пренџов, ви благодариме што ја прифативте поканата за денес. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на сите слушатели и гледачи од целиот свет, докаде што има македонци и поддржувачи на нашиот род македонски, заедно со сите македонски белези. Господине Пренџов, пред да проговориме за актуелните теми за кои имаме намера да дискутираме денес, ќе сакате ли да ни ја разјасните вашата одлука да останете во коалиција со ВМРО ДПМН и покрај тоа што лидерот на ГРОМ, господинот Стефчо Јакимовски, ја раскина коалицијата? Што беше пресудно за вас да се одлучите на ваквиот чекор кој е сосема спротивен на чекорот на лидерот на ГРОМ, господинот Јакимовски? Добро, тоа се случи пред неколку месеци. Јас, како што знаете и ви, целата македонска јавност, одлучив да продолжам коалицијата со ВМРО ДПМН во Собранието на Република Македонија, во пратеничката група во која што започнав, од повеќе причини. Прво, сметам дека тоа е интерес на граѓаните и на државата, на сите оние кои што живеат во Република Македонија. Втората причина е затоа што, видите, јас последниве неколку години промовирам во Македонија на нова политичка култура, каде што ќе тежи зборот на политичарите, а нема да се каже, добро, тој е политичар, па може вака, може и така, не може. Сметам дека со оној кој што си ја добил довербата, со програмата во која што си тропнал на вратите на сите оние кои што си бил на избори, треба доследно тоа да се почитува до крај и сметам дека секогаш треба да ги гледаме интересите на граѓаните и на државата, а политичките партии си имаат собствени интереси на дневна, неделна, месечна основа и доколку тие нивни интереси на политичките раководства се поистоветат со оние моменталните на граѓаните, тогаш е добро, но кога треба да се бира помеѓу интересот на граѓаните и интересот на партијата или раководството на партијата, јас секогаш ќе го бирам интересот на граѓаните, затоа што во политиката често пати забораваат дека ние земаме плата од страна на даноците кои што ги плаќаат граѓаните, таму сме пратени од нив и за нив да ги представуваме и никако поинаку. Сметам дека така треба да се однесуваме во македонската политика, бидејќи се што е спротивно од тоа, едноставно го гледаме сивилото во овие 30 години и јас сум убеден дека целата ова нова генерација на македонски политичари и тоа како добро ги имаме и научено и простудирано грешките на сите претходни генерации, кои што овие 30 години гледаме како еден чекор напред, два назад и сметам дека таа одлука моја е и од оваа дистанца од неколку месеци, мислам дека е вистинска и би постапил исто така би постапил само да ги гледам интересите на граѓаните и на државата. Господине Пренџов, кој е вашиот статус сега во ГРОМ? Бидејќи едно време бевте и подпредседател на истата партија. Да, јас бев подпредседател до април, мислам, или март или април, така нешто. Сега сум само член на Централниот одбор на партијата, не сум член на раководството, не сум член на извршниот одбор на партијата. Едноставно, разликите се, еве да ги упростам со една реченица, имаме различно мислење за тоа каде би требало да биде и која е улогата на ГРОМ во македонскиот политички спектрум. Пред 8 дена, сега да почнеме со оние темите кои што планираме вечера да ги работиме. Пред 8 дена во Охрид се отвори бугарскиот клуб со контраверзното име Цар Борис III, докажан соработник на фашизмот, а кој отварање беше најавувано со месеци пред денот на отварањето. Премиерот Димитар Ковачевски ден после отварањето го осуди ваквото отварање, изјавувајќи дека, цитирам, го осудувам отварањето на тој културен центар со такво име, иако го имаат отворено граѓани на нашата држава. Сметам дека тоа е провокација која никому не му носи добро.
Како ќе ја прокоментирате оваа негова изјава, господине Пренџов, ако се има во предвид дека дозволата за отварање на овој културен клуб, како и оној во Битола, е издадена од институциите под закрила на владата на СДСМ и коалиционите партии, со други зборови, со аминување од страна на владата на СДСМ и коалицијата. Зошто потврдуваат институциите? Зошто го дозволуваат, а потоа се прават како да се слезени од месечината? Видете, јас не сум човек кој што смета дека ние треба да живееме во историјата, треба да живееме во сегашноста и да креираме иднината. Но истовремено сум човек кој што смета дека секој оној кој што се бави со јавна работа, а особено со политика и особено на Балканот, и тоа како добро треба да ја познава историјата, за да знае да ги влече потезите за иднината. Цар Борис III, пред да дојдам до изјавата на Ковачевски, значи цар Борис III не само што е фашист и нацист, бидејќи да треба да знаат гледачите дека во Втората светска војна имало држави кои што биле фашистички, ама не биле нацистички. Например Италија. Таа била фашистичка држава, ама не била нацистичка. Бугарија била и фашистичка и нацистичка држава, бидејќи таа спровела терор на еврејското население, го однеле во возови и во концентрациони логори. Цар Борис III е човек кој што е окупирал Македонија со војска. Цар Борис III е човекот кој што правил невиден терор на недолжно цивилно население кој што живеело тогаш во Македонија. Меморијата на нашите дедовци или прадедовци кои што ги има, кои што се живи, многу добро знаат за сите зулуми кои што ги правил цар Борис и нивната администрација во Македонија. Многу деца слушаат преданија од своите баби или дедовци или родители за тоа што им се случувало нив кога биле бугарите. Имаме многу јунаци во Македонија кои што ги изгубиле животите на 18, 19, 20 или 25 години токму од таа бугарска фашистичка рака. И тоа е историја, и тоа е факт, и од тоа нема бегање. Јас не велам дека ние треба да бидеме крвни непријатели со бугарите денеска во 21 век, но истовремено не можеме да се правиме дека не сме од тука и да не си ги опочитуваме минатото и да не бараме извинување, бидејќи Франција и Германија меѓу себе имаат направено милионски жртви едните на другите, но се знае кој отишол да се извини и како се продолжува понатаму. Бугарија никогаш не се извинила на Македонија. Второ, пред да дојдеме до изјавата на Ковачевски, Бугарија е единствената држава од нашите соседи која што е точно дека прва призна дека има држава Република Македонија во 90-тите години. Но истовремено до ден денеска, а од тогаш никогаш не признале македонски народ и никогаш не ни признавале македонски јазик. Тие овдека не гледаат нас како обична територија во која што не живеат македонци кои што зборуваат македонски јазик. И тоа е суштината за нашите проблеми кои што ги имаме сега, затоа што тие обстојуваат на тој став, се членки на Европската Унија и преку тие, како да ги наречам, политики од 20 или 19 век, ја блокираат нашата благосостојба како генерација, како држава и како граѓани. Во поглед на Ковачевски, вие спомнавте во вашето прашање еден дел зашто не реагираат институциите. Тие институции имаат раководство, дали е директор, дали е министер, дали е не знам што, тие луѓе се поставени од страна на СДСМ, коалиционите партнери или ДУИ. Значи, институциите ќе реагираат ако тој што ги раководи реагира и тоа го сосече во корен. Ама ако тој што ги води институциите се прави дека тоа не го гледа, го релативизира, се случило, па добро, ајде да видиме, тогаш имате вие како држава сериозен проблем. И, например, што е со онаа изјава на господинот Ковачевски во која што рече, после оној Ванчо Михайлов клубот, рече ние ќе отвориме во Бугарија културен клуб кој што ќе носи име на деец од културата или од кој што ќе не зближува. Тој тоа не го направи, а го вети во Македонија. На сметка на тоа му отворија втор фашистички клуб во Македонија и еве сега слушам трет се спремало во Богданци. Така што генерално, видете, институциите не се виновни, тие што ги управуваат се виновни и мислам дека ние многу сериозно треба да се позанимаваме со оваа тематика, бидејќи ние колку и да сакаме
ова да го релативизираме, колку и да сакаме да обезбедиме чекор напред кон Европската Унија, едноставно гледате дека во Бугарија немате соговорник на тоа, бидејќи ако се сеќавате оној во Битола, што беше Ванчо Михајлов клубот, пола вода бугарска дојде. Значи држава да стои позади таа политика и тоа е многу сериозно, тоа не е европски, тоа не е цивилизацијски за 21-виот век и мислам дека и Европската Унија и другите меѓународни организации треба повеќе се занимаваат со политиките на Бугарија, кои што се не се она кое што западната демократија го прокламира насекаде во светот. Пред некој ден прострои информацијата дека таблата на која стоеше името на оваа здружение Цар Борис III беше демолирана. Дали од МВР излегоа со податок кој го направил тоа? Дали ваквото демолирање е изнудена провокација и каде према вас треба да го бараме коренот за ваквите провокации со отварање на клубови и здруженија со имиња на контраверзни ликови, бидејќи од Министерството за правда велат дека немат никаква надлежност да вршат надзор над работата на здруженијата. Видете, оно што го прочита во медиумите, тоа дека човекот кој што тоа го направил во Охрид сам се привил во полиција. Здраво, јас го направив тоа. Но, да знаете, не е темата дали го скршиле или кога ќе го скршат. Тоа се теми кои што сака да ги зборува јавноста, сака да ги зборува валата во јавност. А темите кои што се коренот, како што кажавте и вие, се велико бугарските аспирации кон Македонија. Вие имате европратеници од Бугарија, кои што сметаат дека Бугарија е држава од Црно море до Охридско езеро. И тоа го зборуваат они така јавно. И сега да ве прашам, ако некој македонец кој што тоа му сметало, му пречело, напишал покрни зборови на Facebook, тоа е говор на омраза, а кога еден европратеник ќе ви каже Бугарија е од Црно море до Охридско езеро, сте топтан цела Македонија, тоа каков говор е, да прашам? Бидејќи према граѓаните ние треба да имаме обзири, тие луѓе имаат чувства. Ние што водиме политика, ние мораме да внимаваме на своите изјави, не предизвикуваме тензии, не предизвикуваме непријатности. Значи, ние сме континуирано нападнати од провокации од страна на владини бугарски представници, луѓе кои што земаат плата од бугарските даночни обврзници. Тоа е официјална политика на Бугарија. И кога зборувавме ние во 2017 година, кога се потпишуваше оној фамозен договор помеѓу Заев и брат му Бојко Борисов, дека ова нема така да помине, еве го Каракачанов што ви вели, ама оставете го Каракачанов, тој знае што зборува. Луѓе, небитно дали знае што зборува или не знае, човекот ви беше вице-премиер и министер за одбрана во бугарска влада, тоа е бугарска официјална политика, не на Каракачанов. Бидејќи ако вие сте премиер и имате вице-премиер многу помала политичка партија, ако тој дава такви изјави спротивни од оние кои што државата треба да ги зборува, тој ќе биде сменет. А како гледате дека не е сменет, тоа е официјална државна политика во која што играат добар полицаец, лош полицаец. Бојко беше добриот полицаец, Каракачанов беше лошиот. Си го потпишаа договорот, ги отворија пандорината кутија и сега проблемите испливуваат секојдневно на површина. И тие гледате, тие не одат чекор назад, тие одат цел време чекор напред. Ако овие клубови беа осудени од страна на бугарската држава, бугарската влада, тоа ќе беше веќе друг муавет ќе правевме. Тоа се индивидуални, приватни пари, пробале, успеале, не успеале. Веќе вие, бугарската држава го поддржува тоа. И ние имаме сериозен проблем како општество. Јас, например, како човек не сум конфликтна личност и не сакам врз база на тоа да се допаднам еве на диаспората во Австралија или на друго некое место, па сега да разговаруваме национализам. Не, јас не сум националист. Ама од друга страна, велам во ред. Хајде да видиме што правиме ние со 17 пресуди од Меѓународен суд за човекови права во Бугарија за македонците. Значи, Европа ви вика дека има македонци, луѓе осуштуваат како македонци, вие се правите дека не ги гледате, ги правите недоветни дека не знаат дека се македонци, демек не постојат македонци и веќе имаме сериозен проблем, бидејќи ние мораме се грижиме за нашиот народ, независно каде живее на земјината топка. И тие се вака посериозните прашања кои што треба да се дискутираат. А јас мислам дека тие Бога молеа во Бугарија и во нашата влада
во кој час ќе биде скршено она како се викаше таблата или во битва. Тоа се подразбира, но овие провокации никого не му носат ништо добро. Затоа што видете, имаше баш колегата Илија Димовски вели, го гледав на едно интервју, вели 94 година цела Македонија навивавме вели за светското првенство во Америка за Христо Стоичков и Бугарија. Денеска цела Македонија не сакаме да ги видиме. И сега прашувам кој е виновен за тоа? Кој е виновен? Виновна е политиката, виновни се големо бугарски аспирации и македонската сервилност од страна на Заев, СДСМ и сега на Ковачевски. Господине Пренчов, дали падот на демократијата и молчењето на институциите им овозможуваат на оние кои не мислат добро на Македонија да промовираат ликови со мрачно минато, а кои ликови се поврзани со фашизмот? Зошто потврлаат институциите? Вие малку начнавте за тоа во Македонија. Зошто се тоа се премолчува и зошто се дозволува да се случуваат вакви провокации? Не знам, можам да дам моје лично мислење врз основа на перцепција од тоа што го гледам. Јас мислам дека нашиве ја продолжуваат политиката на Заев во тој поглед целосно. Ако се сеќавате на негово интервју за БГНС пред година-две кога беше, и таму ќе видите еден однос Македонче, ќути трај да не ги налутиме нешто бугариве, бидејќи ако сме сервилни кон нив, можеби ќе не пуштат да одиме во Европска унија. Тоа е моја лична перцепција. И ја вадам врз основа на изјавите кои што ги даваше Заев, сега ги продолжуваат и Османи и Ковачевски. Луѓе, Бугарија е постара држава од Македонија. Значи ние сме биле пример после Втора светска војна 50 години во федерација, тие биле независна, самостојна држава, не биле во федерација. Ако тие имаат 150 години една иста политика кон Македонија, независно кој ќе дојде на власт, вие не може да очекувате дека со сервилност, со ќути си трајси, тие ќе променат таа политика, бидејќи вака ќе им се допаднете дека сте им мил. У политиката има интереси, во политиката има ставови и има како да дојдеш до целта користејќи различни методи. Ние како помала држава, ние мораме исклучиво да се држиме до правото, правдата и меѓународните стандарди. Ништо повеќе и ништо помалку. Јас, например, сум човек кој што е проевропски настроен, сметам дека местото на Македонија е помеѓу западните демократии и кога беше дискусијата за францускиот предлог, знам, испратив и порака до Европската унија во која што велам дека на Македонија е потребна европеизација. Нас не е потребна европеизација. Нас не ни е потребна бугаризација во македонското општество. Додека пак на Брисел сум убеден дека не ни е потребна балканизација. Зошто? Затоа што Брисел ако превземе спор помеѓу две балкански држави, стар повеќе од 150 години, мислам дека имаат попаметна работа од тоа. И затоа јас велам на Македонија и треба исклучиво да ги исполни Копенхагенските критериуми за членство во Европската унија, а билатералните прашања нека си има историска комисија, 50 години, 80 години, колку ги се изборуваат, нека се изборуваат, не е проблем. Не може една држава на друга држава да ја го запира развојот и благодетот на сопствениот народ кој што живее во таа држава врз основа на поимање на историјата што било пред 1000 и 1500 години. Тоа не е во ред. Тоа е колективно нарушување на човековите права на сите кои што живеат во Македонија, македонци, албанци, турци, власови, роми, срби, сите ние сакаме подобар стандард, ред, поредок, не можеме да го добиеме ради поимањето на историјата на Бугарија и тоа според мене е недозволиво и јас се борам жестоко против тоа, но мораме да се бориме исклучиво со правото и правдата и со принципите. Ако не може, тогаш продолжуваме понатаму. Владата на Ковачевски го објави последниот пакет кризни мерки. Како вие го гледате овој пакет, господине Пренчов? Дали ваквиот пакет мерки нуди решение за излез од клучните кризи, пред се енергетската криза, или пак овој пакет е само популистички приод за купување на привремен мир? Ќе почнам со последната само една реченица. Не е популистички, бидејќи треба да купите нешто за да терате популизам. Таму нема пари за ништо. Верувате, таму нема пари за ништо. Мислам, не може било кого да го купите,
ако му дадете помош со тоа што домашниот месечен буџет ќе го збогати со плюс 2 килограми сирење. Толку е помошта, 1500 денари, 2 килограми овче сирење во македонските маркети вчера за вчера. Утре може ќе биде помалку од 2 килограми, така што јас ја обработувам економијата и макроекономијата и финансиите во собранието. Како да ви кажам, имаме една влада која што, како и за сите други работи, многу лажи. Значи, се лаже, се суши, око не им трепнува, потоа кога ќе ги демантираш со аргументи, се почнува некоја друга лага, политиката на Заев. Тие се фалија во собранието, се фалија по медиуми, по дебати, дека за време на пандемијата, дека господата му помогнале на македонското стопанство, македонските граѓани со 1 милијарда 150 милиони евра. И тоа така го соопштува, 1.150 милиони, 1.150 милиони. Јас се протиставував, бидејќи знаете како е, ако буџетот е така подебела книгама, ако седнете едно 20-30 часови во неколку дена, ќе видите дека тоа не е така. И сега, знаете како е, вие зборувате дека не е така, тие дека е така, имаат повеќе медиуми, јавноста има поделено мислење. Помина пандемијата и институциите си влегуваат во контрола. Државен завод за ревизија си прави контрола во институциите. Што констатираа? Дека не биле 1.150, туку биле 4 пати помалку пари дадени во стопанството и кај граѓаните. 4 пати помалку. Значи, ајде да лажеш за 50%, ајде да лажеш за дупло дека си направил, ама да лажеш за пута 4, тоа е владата на Република Македонија. Ама ако лажиш, лажи. Не само малку. Сигурно. Ама те буквално го сватиле сега. Ја разбирам, ама сега ако си дал 95 милиона, да кажеш 100. Ама ако си дал 95, да викаш 400 дав, маце Апла се гледа дека не е така. Второ, констатираа дека во Македонија за време на пандемијата имало воено профитерство. Констатираше ревизијата дека се набавувале маски во Тетовско и болниците натаму, кои што се по 1500 пати поскапи од актуелните цени кои што биле во тој момент. Се констатираше дека се набавени за 18 милиони возила. Се констатираа низ непривилности, ДКСК поведе по 5 или 7 институции отвори постапки до обвинителството и тоа сега се држи на страна и доаѓа нова криза во која што велат 300 нешто милиони дека ќе дадат. Сметам дека е многу малку. Ситуацијата во Македонија е многу тешка. Платата не стасува од први до први. Цените се дуплирани. Мислам дека порано, знаете како порано тешко се живее и велевме за комунали, за сметки да се платат и за да се прехраниш, па ако остане нешто за да купиш за гардероба арно, сега се плашам и не сакам да бидам дефетист, но стварно се плашам дека многу семејства нема да може да поминат од први до први, затоа што од комуникација со граѓани на терен разговараме дека и многу приватни фирми ќе затворат, затоа што не може да плаќаат таа сметка за електрична енергија. Многу им се парите, пута 4, пута 5 е покачена енергијата. Јас имав прилика со еден човек разговараме и вели до 25 вика сме на работа, после тоа ќе не отпуштаат. Викам, па вие сте многу голема фирма, таму колку сте, викам 500-700 работени. Вика, да, сме. Викам, што е причината? Вели, па електричната енергија. Викам, зашто? Вели, порано плаќавме, пример, 250.000 струја. Па викам, добро, тоа не е многу. Не, вика, за нас е во ред, вика, со толку можеме, ама вика ни дојде сметката, вика 920.000 сега. И вели, викам, што ќе правите? Па ништо, вика, имаме према добавувачи договори до 24 октомври. Мораме тие да ги испочитуваме, бидејќи ако не ги испочитуваме, пеналите ќе бидат многу поголеми од струјата што ќе ја платиме, сега ако ќе бидеме во загуба, и потоа вика вработените ќе мораме да ги отпуштиме. Исто гледаме у Феника, Вадарци, им повеќе им се сплати на фабриката да не работи, да дава плата на вработените од резервите кои што ги направиле преходно, неголи да се вклучи во погон, но тогаш се задоволни вработените, земаат плата, не идат на работа, не по своја вина, се разбира, така фирмата и раководството на фирмата одлучило, но тоа не е добро за државата. Зошто? Затоа што кога Фени работи, плаќа даноци во државата. Сега тие даноци ги нема и е сериозен проблем. Ние како опозиција пробавме да пружиме рака, да господот Мицковски им даде и контакти, да обезбедат, се надам дека ќе ги направат, но
но оваа другава страна каде што тие раководат со финансиите, со помошта према предпријатијата, многу каснат за се, немаат идеја ако ќе ги пашат вака во собрание што ќе се случува, што планирате луѓе, ова е сериозно, па не знаеме, чекај да видиме. Да знаете дека има енергенси, односно јаглен за наредни 42-3 дена во рек Битола, друго нема до сега, пак ќе биде 5 до 12, не се знае која ќе биде цената. Велат дека сите 3 блока работат, не е вистина, во рек не работат само 2, така да наистина мораме да бидеме сега како општество многу силни и да се поддржуваме едни помеѓу други, затоа што оваа криза е многу сериозна и например еве во Австралија кога некој ќе каже, или во Западна Европа кога некој граѓанин ќе каже, знаеш, немам дома ништо за јадење, тој подразбира пак има дома, леп путер нешто ќе, кој ќе каже во Македонија немам ништо за јадење, стварно нема човекот ништо за јадење, тоа е многу сериозно. И мислам дека ако сега не извлечеме поуки од сите овие кризи и ако после изборите превремени парламентарни кои што се надевам дека ќе бидат, ако не направиме нови темели на државноста, ако не расчистиме сите непродуктивности, непотребни институции, ако не расчистиме со корупцијата и криминалот, ако не привлечеме нови странски инвестиции, навистина тогаш работите ќе бидат навистина многу тешки, без можност за поправање. Воднина бидејќи две кризи поред е многу за Австралија, а не пак за малата Македонија. Инаку, сите од грешките би требало да учат, меѓутоа овие власта изгледа не учат на грешките. Како ќе ја прекоментирате изјавата на премиерот Ковачевски во која изјава вели: таму каде што има плати далеку над просекот во ваква криза, треба да се намалат како едно од начините за намалување на трошоците, согласно со планот за фискална одржливост што го усвои владата за буџетските корисници. Препоставувам мислење некои плати што сте вака по некои агенции, што никој не ги знае, кај што се вработуваат Чиче, Вујче, Бато, сопругите. Препоставувам такви агенции мисли, пошто не конкретизираше на кои агенции мисли, и тоа го толкувам како изјава дадена, така, Зорле дал изјавата, затоа што морал нешто да каже, бидејќи кога сте премиер, каде отидете, доаѓаат новинари и ве прашуваат, и треба да кажете, кога немате идеја, немате план, немате стратегија, давате такви изјави, па потоа имаше утредната изјава Битики дека ќе намалува плати на администрација, а потоа пак имаше Ковачевски дека немало да намалуваат плати на администрација, и тука гледате дека какафонија има, еден хаос кој се случува во владата. И едноставно нашата влада, јас тоа често го зборувам и го пишуваме, единица мерка за неспособност. Значи, од сите влади во светот, ние имаме највисока инфлација во Македонија. Тоа имате влада, единица мерка за неспособност, дезориентираност, едноставно не знаат каде терат. Не е суштината во тоа дали ќе намалите плати на оние кои што земаат повисоки и екстремно високи плати. Не е тоа суштината. Суштината е како ќе донесете приходи. Значи, дали тој има план држава да влезе некој да работи? Дали има план да дојдат огромни фабрики за фотоволтаици? Дали има план да дојде некој енергетскиот сектор? Дали има план некој нешто да отвори, да вработи, да дава плати? Значи, тука премиер се гледа. Ако премиерот дошол, ако некој земал, не знам, 50.000 денари плата, ќе му дал 40.000 денари плата, тоа не е мерка која што прави премиерот. Такви мерки прават фирмите интерно. Ти како држава, како сериозна држава, ти мора да обезбедиш приходи за таа држава. Тие немаат приходи и сега ќе кратиме ваму ситно, кога да кажеме на телевизија дека нешто сме скратиле. А реалноста тоа се незначителни суми на пари. И сега видите вака. Они таму ќе заштедат пример 80.000 евра, 500.000 евра, а од друга страна завчера стигнаа пенали, 8,5 милиони евра кеш пари треба да платиме пенали затоа што него изградија клинички центар во центарот на градот, со готов проект, финансиран проект, се требаше да почне, за инат него изградија и сега останавме без клинички, останавме со 8,5 милиона кеш треба да им платиме на тие луѓе и сите молчат, никој за ништо не е одговорен во оваа држава. 8,5 милиони евра во ваздух треба да ги фрлите заради сопствената суета да задоволите 2017 година и да нахраните сопственото членство со омраза. Сега нема и тоа членство се лечи. Сега ни се лечиме, немаме клинички центар, ќе правеа за 500 милиони, за 700 милиони ќе правеа во Бардовци, во Карпош, во Ѓорче Петров, ништо не направија, никаде не го направија. Овој со финансии обезбедени ги вратија финансиите и 8,5 милиони евра плаќаме ние сега камата. Во нормална држава
оставки летаат тука. Оставки летаат. Ти ми зборуваш мене дека ќе намалиш 5.000, 10.000 денари плата на некого или 3.000 денари плата на некого ќе намалиш, па ми зборуваш дека 1.500 денари ќе му дадеш на некого помош и тоа е епохално достигнување и успех, а молчиш за 8,5 милиони евра што сме ги дали во воздух. И знаете како, јас кој што сум, ево, и сега сум во собрание, по 10 часа се следиш, не можам да им потфатам сите глупости, а не пак обичен граѓанин. Понекогаш имам чувство дека намерно ги прават овие работи за сите граѓани да кажат да им се одмили политика и влада и се, и едноставно сите се исти и да излезно 40 или 50%, што не е добро, бидејќи нашата култура на македонците е homo politicus, ние сакаме да учествуваме во политика, да сакаме да гласаме, но кога ги видите сите овие девијантни појави, оваа кражба, вас ви се одмилува секако обичен граѓанин. Така. Во нормална држава, нормален премиер, првото што би го направил е ќе рече дека предлагаме платите на министрите да се намалат за 50% во оваа кризна состојба. Во нормална држава. Да, и нормален премиер. Европската комисија го Да кажеме објави... да прекинам ако може да ви кажеме на ми кажуваа на случка кога беше со короната кризата, нели тогаш се намалуваа плати и дошле на седница на влада, ајде да ги намалиме платите. И сега даваат предлози, ајде за 50%, ајде да земаме минимална плата. И две-тројца рекле, а се откажеме ние од платите наредни 6 месеци или година дена да не ги земаме. И ми вели пријателов, да ги прашаме вака министриве, ако 6 месеци не земаме плата, од шуки живееме ние дома без приходи, вие изгледа имате екстра приходи многу, па не ви е битна платата и не живеете од платата. И тоа го има да знаете во листување во За жал. Европската комисија го објави деталниот годишен извештај за правните, економските и политичките состојби за Македонија. Кој е главниот заклучок на комисијата? Што кажува поточно која е вистината и вистинската слика на овој извештај наспроти фалбите на власта дека бил еден од најдобрите извештаи досега? Неколку работи. Прво, ланскиот бил дека најдобар извештај и кога парламентарниот институт при собранието на Република Македонија правеше анализа која што тие ја прават од 2007 година, од првиот извештај до последниот, имаат методологија по која што се оценува севкупниот извештај. Ланскиот беше најлош извештај од страна на Европската унија, оценет со 2,1, така нешто, од кога добивам извештаи. Најдобрите се 2011, 2008 и 2010, а најлошите се 19, 20, 21. Така да тоа е реалноста низ бројки. Сега они може да се чувствуваат дека имаат не знам каков извештај, имаат и најлош. Годинешниот извештај вчера ни стигна тука ми е некаде ево. Вчера ни стигна и сега после ова интервју планирам подетално да додам сектор по сектор, на кој што можев да го видаме дека тапкаме уместо и дека работите не се добри. Порано на пример правеа определени финти со тоа што ќе донесат некое законско решение или 2 или 3 законски решенија, тие законски решенија ги преведуваат и ги спраќаат во Брисел, еве видете ние направивме закон. И се луѓе го гледаат, викаат, да, ова е добро. Ние го поздравуваме. И во извештајот стои, ова е добро, унијата го поздравува. Мислам, и како опозиција, ако нешто е добар закон, значи е добар закон. А после 2 години сваќаат дека тоа што пред 2 години го пратиле, они го пратиле така да го видат луѓево, а дека се спроведува со 0% реализација на терен, тоа е друго. Значи, ние мора да сватиме дека како држава не правиме реформи за Брисел или не правиме реформи за Берлин, правиме реформи за нас и нашите граѓани. Ние мораме да сватиме како држава дека наши стратешки сојузници се Вашингтон и Брисел, ама реформите кои што ги правиме и подобрувањето на животот на граѓаните на Македонија зависи од нашата влада. Дека вас никој не може да дојде од никаде и да ви смени луѓе по институции, да стави други луѓе, па тие да раководат. Не. Ако ние не си го смениме наравот, дека се може преку полесниот пат, дека работата може би некој друг ќе ја заврши за нас, дека ние само ќе береме плодови, ние ќе имаме сериозни проблеми. Ако ние мислиме дека Европската унија и влезоте дека ќе земаме по 2000 евра плата овдеке ништо нема работиме, тогаш многу се лажат. Бидејќи така Заев промовираше, ќе до Европска унија ќе доаат пари.
Не, ќе дојде Европска унија, ќе дојде конкуренција и тоа е здраво. Ама за вие таа конкуренција да ја пречекате спремни, вие мора да имате образование и кадри, мора да имате човечки ресурси, мора да имате компании кои што ќе бидат техничко-технолошки напредни и ќе продаваат на 300 милиони евра, на 300 милиони жители пазар. Треба да имате иновации кои што без царина ќе ги нудите на големиот европски пазар. Ако вие ништо не правите за себе, ако вие ништо не работите, вас Европската унија не може да ви помага. Тие да ќе ви помогнат за пат, за пруга и така натаму, тоа е неспорно, но тоа не носи 2000 евра плата по семејство во Македонија. И затоа јас велам, добро, утре почињаме преговори. На средината на преговорите сме. Дали ние знаеме што треба да направи во Македонија и кое би било нашето место во Европската унија? Да го правиме сега, кој не спречува? Нас кој не спречува да имаме реформи во образование како што треба? Никој не спречува. Кој не спречува нас да одиме, кој што се правеше со претходната влада, од голема корпорација во голема корпорација, да молиме, дојдете во Македонија, ќе ви помогнеме со субвенции, дојдете, вработете луѓе, донесете нова технологија која што ние ја немаме. Кој ги спречува тоа да го прават? Кој ги спречува да бараат концесионери за разни работи, да прават тука електрична енергија, фотоволтаици? Па не знам дали знаете дека држава со највеќе сончеви денови во светот е Калифорнија број 1, Македонија е број 2. И кој ги спречува да бараат инвестиции? Ама вие ако мислите како цел ден да украдете нешто, да наместите нешто, вие немате време за да правите нешто за државата. Така и со извештајот он констатира напредок, уназадување, генерално е катастрофа состојбата во Македонија, тие тоа го гледаат, ама го пишуваат на дипломатски јазик. Разбирате, и сега тоа се злоупотребува, тој дипломатски јазик се представува како дека нешто вака добро. Не е добра работата. И вие, нас не ви треба да ви каже Брисел или било кој како живеете, па сте знаеме ние како живееме во Македонија. Не живееме добро, живееме многу полошо од било која држава. Дали се грижи владата за стопанството? Не се грижи. Преска тој поток заборавив да ви го кажам дека владата на Македонија во време на корона одделила помалку пари за стопанството од владата на Косово, што уште не е формално правна држава. Вие дали знаете дека Косово има помала инфлација во Македонија? Дали знаете дека Косово има поголема просечна плата од Македонија? Дали знаете дека Косово има поголем раст на економијата од Македонија? Зашто ние разговараме? Оваа влада е единица мерка за неспособност и мора да се менува час поскоро. Така. Господине Пренчов, кога сме кај извештајот на Европската комисија, како ќе ја прокоментирате изјавата на премиерот Ковачевски дека во овој извештај околу состојбите во Македонија опозицијата, односно ВМРО ДПМН е била полошо оценета од владата, бидејќи не давала доволно поддршка за евроинтеграциите. Покажува ли ова, односно дали со ова изјава Ковачевски го потврдува наодот на лекарите дека бил трајно неспособен? Па ви кажам право вака, ја видов таа изјава, и ќе бидам многу искрен, се гледам изјава, опозицијата било полошо оценета, викам ај, да, ако има многу портали, па дезинформации се пуштаат и сега ја проверувам на друго место, така кажам. Проверувам на трето место, тоа за ваканција да не е некоја. Така коментирам изјавата на Ковачевски, зошто оние кои што не гледаат и не слушаат треба да знаат дека не се оценува, значи пристапот на комисијата не е да оценува власт или опозиција, пристапот е оценува институции, она што го зборувавме на почетокот на емисијата. И сега тие институции кои што не ни ги бива удржава, судство, обвинителство и така натаму, не ни ги бива, ги оценуваат како што ги оценуваат Европска унија, ама одговорноста не може бидејќи опозицијата, бидејќи опозицијата не раководи со ниту една институција во Република Македонија на државно ниво. Комисијата не анализира локална самоуправа, бидејќи државата ја гледа, а државата во последниве 6 години речиси, од првиот премиерот до последниот е целосно партизирана со кадри на СДСМ, коалиција и ДУИ. Така што поголема смешка од тоа дека опозицијата била вака или така оценета не сум видел, ама вака да му препорачам на господинот Ковачевски да си го провери извештајот во делот на собрание, каде што ќе види дека повеќе закони се донесени и предложени по скратена итна постапка или поредовна, дека гушат дебатата во собранието, дека се ставаат закони со европски знаменца
за продавање марихуана и се ставаат европски знаменца на закони за игри на среќа кај што ДУИ треба да инкасира 20 милиона евра годишно, чисти пари што ги сме ги блокирале. И да, тие ги блокираме, и да, со задоволство ги блокираме, и да, нема да им поминат, но се што значи помош, еве сега на пример овие 350 милиони кои што сакаат да ги дадат во неделата, значи пред 6 дена премиерот ги најави, така беше? Да. Ги најави и вели сега оваа недела. ЕПВ неделава помина, господа. Ни закон у собрание има, ни бутур, ни седница има закажано. Закажа во понеделникова седница, каде што тие закони не се ни ставени на дневен ред. Тоа е тој гол популизам и после опозицијата нема да ви дозволи да си ги полните џебовите и ваа опозиција за разлика од било кога претходно не можете да ја купите. Тоа е пораката моја до нив. Така, првиот меѓу еднаквите, спикерот Талат Џафери, ја одби и иницијативата на Левица за референдумот и тоа со идентичен изговор како оној со поднесената иницијатива од страна на ВМРО ДПМН. Изненадени ли сте или беше очекувано? Дали ќе пропадне и оваа иницијатива како она на ВМРО ДПМН? И дали Џафери повторно изигра улогата на штитач на уставот и законите наместо да биде за она што го насадија и тоа со недоволен број на гласови? До кога овие од оваа ненародна власт ќе се играат држава? Џафери очекувано е тоа што го направи. Неговото однесување во собранието е го гледате сите. Дегутатно ми е веќе да го коментирам. Човекот се поистоветува со собранието, он тој спета дека тој е собранието. Тоа е вака многу сериозен дефект во македонската демократија, бидејќи ние имаме еден од подобрите устави кој што е напишан во 90-тите години, за разлика од други држави, ние имаме навистина парламентарна демократија, уставот навистина законите ни се добри, само што не се почитуваат генерално. Но ова е веќе одење надвор од сите закони, ова е самоволие, ова е однесување како, не знам, јас еднаш и му реков ти, може вака ДУИ да се однесуваш, собрание е ова, тука амаце да се има. Луѓето се толку многу силни и толку многу мислат дека никој ништо не им може, што едноставно нивните желби се над законите и ние како опозиција тоа го зборуваме, блокираме, алармираме до јавноста и на крајот на денот јавноста е таа која што одлучува на избори кој понатаму ќе ја води државата. Тој во едно интервју, мислам дека беше на телевизија 24, погледнете го, ќе видите како тој се поистоветува со собранието, он одлучил така и нема потреба за дискусија. Еве ви само еден пример да видите колку се тие вака проевропски, колку нив тие манири на Талат Џафери, минатогодишниот извештај за напредокот на Македонија, не овој сега што е, минатогодишниот. Така. Поставен на собраниска седница, година дена е на седница, уште 13 има пријавено за збор, уште не е усвоен преходниот извештај, а вчера не стигна нов извештај. Толку се вака они проевропејци. И трето, завчера е стигнат извештајот во собрание и некои колеги, например, кои што не го владеат одлично англискиот јазик, а и оние кои што го владеат англискиот јазик нормално, разговетно да може да разговараат, извештајот сепак има некои правни терминологии кои што е подобро да ги читате на македонски за да точно разберете што сака да каже. Еве 4-3 дена помина, не ми е преведен уште на англиски ни го доставија, што исто така е. Сакам да ви кажам дека државата, ние велиме, е пуштена така на произвол. И мислам дека преверените парламентарни избори, колку да звучи клише и повторување, се единственото решение, бидејќи овие луѓе се во таква психолошка состојба да, како што правиме ние анкети и гледаме дека 1:2 нешто е разликата, и тука нема назад, така ги прават и тие анкети. И таа психолошка состојба во која што знаеш дека ќе изгубиш на избори, знаеш дека ќе бидеш катастрофално поразен, знаеш дека ќе идеш во не само во опозиција, туку можеби да имаш определени проблеми со законот ако си правил тоа што не смело и не било дозволено. И тогаш си во ситуација не ме интересира државата, не ме интересираат компаниите, не ме интересираат нови странски инвестиции, она што ме интересира како уште нешто да приграбам за себе и своето семејство, а потоа како ќе дај Господ. Таква ситуација е моментално власта во Република Македонија.
Пред 2 дена се појави една информација дека на 19 октомври во Бугарија ќе се одржи првата свечена седница за конституирање на новиот бугарски парламент. На оваа седница предложено е да се забрани да присуствуваат амбасадорите на Руската Федерација, Белорусија, но и на Македонија. Ова ли се успесите на владата на Заев и на Ковачевски? Дали ваквата одлука може да се свати дека Македонија сега е непријателска држава во очите на Бугарија, а со тоа и на Европската Унија, бидејќи Бугарија е нејзина членка, нели? Не знам дали ќе господјата Руси ќе биде присутна на таа конститутивна седница. Јас ги видов тие надписи. Искрен да бидам, не знам од колку точно пратеници е, дали е тоа мнозинство, дали е малцинство, колку е големо тоа малцинство и така натаму. Сепак тоа не е добра порака кон нас, кон Македонија, но не ја коментирам од тој аспект затоа што не е официјална бугарски став на државата, на нивната власт. Видете, пак ќе ви кажам, ние велиме да бидеме добри соседи со луѓе кои што не те признаваат тоа што си. Тоа за мене е многу посуштинско, дали ќе биде таму присутна амбасадорката или нема да биде присутна. Тоа е многу сериозно и сега многу е тешко за некого да му објасните еве на пример, односно многу е лесно да отидете во Брисел да кажете луѓе, јас сум македонец, зборувам македонски јазик, имам македонска држава. Луѓе што се ке вас членови во Европската Унија сметаат дека јас имам држава која што се вика Македонија, но сметаат дека целокупниот народ, културно наследство, идентитет на тој народ е бугарски, дека тоа се уствари нивни браќа и дека живееме во две држави. Ние тоа не го прифаќаме, ајде да видиме што правиме и да побараме помош. Ја не знам како вие ќе разговарате со мене денеска, иако сте во Австралија преку новаа технологија, ако вие не признавате дека јас сум Љупчо Пренџов, македонец од Македонија. Јас нема да разговарам тогаш со вас. Фала многу, тоа е тоа. Така треба да се однесуваме со достоинство. Ние не бараме Христо Ботев и Васил Левски да бидат македонци. Не, Христо Ботев и Васил Левски живееле во времето кога живеели нашите револуционери, но тие се бугари, се бореле за бугарска држава во склопот, па потоа екзархијата влегле и тоа е во ред. Супер. Се поддржувале можеби во тој период, бидејќи биле двете народи биле под робство и ние не им бараме ништо нивно, ние не викаме Васил Левски е бугарин или Христо Ботев, ама ние велиме, извинете, Гоце Делчев, Јане Сандански, Даме Груев, Питу Гури, тоа не се ујо хибна, тоа сме ние. Так. И тука е суштината. А Агнеса Руси, ја мислам дека отиде, не отиде, се е јасно веќе тука. Нема потреба дури од глумење. Се гледа дека има таму структури кои што само се надевам нема бидат мнозинство. Така. Повторно со спикерот. Спикерот Талат Џафери на заедничката пресконференција која имаше со неговата колешка од швајцарскиот парламент, ја повика опозицијата да гласа за уставните промени за да можат бугарите да влезат во него, кој пак е услов за започнување на преговорите со Европската Унија. Покана до опозицијата ни се чини дека за промена на уставот испрати вице-премиерот Бојан Маричич. Како ќе ги прокоментирате овие две засебни изјави и дали Љупчо Пренџов ќе го притисне зеленото копче за уставни промени? Нити Љупчо Пренџов ќе го притисне, нити било кој од опозицијата ќе го притисне. Ова не е 2017-18 година, ова се други пратеници, ова се други дечки и можат да сонуваат за тоа. Нити им се плашиме, нити отрптавме нивните притисоци, на нивните закани, со нас тој филм нема да го гледаат. Тоа кога ни биде јасно, ја вака директно да одговорам на прашањето. Во поглед на изјавата на господинот Џафери, ја не знам, требаше некој да му постави некој контрапрашање, господинот Џафери, дали ја слушавте вие вашата швајцарска колешка, кога на официјалното обраќање во собранието кажа дека е добро да се практикуваат референдуми во Македонија. Бидејќи во Швајцарија тоа е начин на живот и култура на живење. Талат Џафери тоа не му се слуша. Жената многу убаво го кажа. Ние баравме референдум, бојрум на референдум да одиме. Да кажат граѓаните. А тоа на сила ќе најдеме 2, 3, 5, 8 или 10, мислам дека не е така. И второ, цело време се зборува Македонија за бројка од
колку им фалеле 8 пратеници. Јас ќе ви кажам дека има пратеници од страна на владеачкото мнозинство кои што исто така нема да го поддржат доколку има промена на устав и бројката која што им фали не е 6 или 8, туку е двоцифрена бројка и впрочем затоа тие ги пуштаат само овие пробни балони, се служат со удбашки финти за да скријат дека ако они имаат мнозинство, до сега 3 пати ќе ставиат точка на дневен ред и ќе го отвореа уставот. Мнозинство немаат, тоа ми е податлива тема за да не се бавиме ние со цените во малопродажба и со темите кои што живот значат за граѓаните, се бавиме со пратениците колку и било не, ниеден немаат и така, тоа е мојата порака до нив. Кој е вашиот став за двојните стандарди на евроамбасадорот Дейвид Гир, кој не сакаше да даде одговор на прашањето дали отварањето на бугарски клубови со имиња на контраверзни личности е провокација за Македонија, но не остана равнодушен на демолирањето на таблата на Сдруженијето Цар Борис III во Охрид. Спрема Гир, ваквото демолирање ја преминало линијата. Во поглед на првиот дел од тоа што го кажал Гир, видете, јас да сум амбасадор, нема да коментирам за бугарски клубови. Да ви кажам зошто? Затоа што кога гледам дека државата во која што сум гостин, тоа не смета, кога гледам дека премиерот само декларативно осудува и министер за ватрешни работи декларативно осудува, а де факто тие си постојат на терен, пуштаат полиција да ги обезбедуваат луѓето таму, да ги провоцираат мнозинството граѓани, и јас не би коментирал. Луѓе, ние имаме проблем со нашиве, немаме проблем со Дейвид Гир. Ние имаме проблем со нашиве, нив не им смета отварање на клубови, они немаат став. Видите, јас Лјупчо Пренџов може да каже дека тоа го осудува и дека тоа не смее да се случи во Македонија. И јас тоа можам да го кажам, бидејќи сум опозиција и бидејќи сум пратеник на опозицијата, не сум министер или функционер. Ама премиерот, кој што ги има служби, разузнавање, контраразузнавање, полиција, војска и сите можни институции, тоа не смее да го каже, мора да делува на терен. Тоа мора да го забрани. Да донесе, нели, пред колку месеци се отвори они Ванчо Михајлов, нели требаше да донесат закон со кој што ќе се забранат имиња, ќе има регистар на имиња кои што ќе бидат забранети. Каде е тој закон? Никаде не е, но ние како пратеничка група предложивме минатата недела таков закон и претпоставувам дека ќе го поддржат тој закон и преку тој закон по пат на автоматизам ќе ги затвориме. Значи ние како опозиција без институции ќе ги затвориме, а тие како власт вака декларативно само ќе кажуваат дека ги осудуваат. Во друго беше за Гир вториот дел од изјавата, дали дека ги осудува тоа, мислам дека требало да се биде принципирен како во првиот дел, да остави тоа се на државата, бидејќи ние сме самостојна и суверена држава која што има институции, барем формално, кои што имаат контрола на целата територија на државата и сметам дека господинот Гир треба да ги разбере чувствата на огромното македонско население, треба да разбере дека темата Бугарија и националните понижувања толку многу не зближуваат сите нас овдека кои што живееме во Македонија, така што на протестите имаше присутни и од СДСМ, имаше и од Чајна револуција, од други политички партии, така што кога е Бугарија прашањето, да не се секира, сите сме против владата. И нивните и опозицијата. Пред 4 дена, поточно 11 октомври, бевме сведоци на многу реакции околу цензурирање на песните во борба Македонски народе и Абре Македонче. Каков е вашиот став по ова прашање? Дали цензурирањето е поради избегнување на зборовите фашистички окупатор? И каква порака испраќа власта со ова? Па власта како и за се друго испраќа порака на немање став, немање почит кон минатото, немање почит кон нивните предци пред се во Втората светска војна. И да не употребам тешки зборови, ама песна која што е мотивациона, песна која што го отсликува гордоста на македонецот дека многу жртви сме дале против тој фашизам, сме победиле, сме биле на вистинската страна, бидејќи тогаш имало притисоци од страна на
на некои делови на Србија, тука имало и кај нас луѓе кои што соработувале со фашистите од Германија и така натаму. Сме биле 99% на вистинска страна, сме се бореле заедно, сме измислиле песни во основа на таа Втора светска војна, во основа на таа победа, во основа на таа страна држава ние направивме, Асном го направивме, вековен милениумски идеал на нашите предци се реализира после Втората светска војна и што направија? Прво зема Асном го извадија од уставот, го ставија рамковниот договор и сега второ песните ќе ги кратиме. Мислам дегутантно ми е навистина да коментирам. Во текот на вчерашниот ден дознавме дека Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, постапувајќи по барање на Сојузот на борците од Битола, утврдила дека Бугарското здружение Ванчо Михајлов од Битола направило потежок вид на дискриминација и го вознемирила македонскиот народ. Кој е вашиот став за оваа реакција? Се трасирали пат за затворање на ваквите клубови или во најмала рака преименување на истите? Пак ќе повторам, со законот кој што го пуштивме во собраниска процедура, по сила на закон овие ќе ги снема. Бидејќи ќе не може да ги носат и имиња, ако го подржи се сама се разбира законот. Во поглед на комисијата, мислам дека ставот е тој, значи не измислиле топла вода. Факт е дека граѓаните македонци сите што живеат во Битола, тоа им е ги навредува личните чувства, но сметам дека е премногу закаснета. Тоа беше пред месеци, потоа нели со Ламбе беше настанот, потоаш помина плюс месеци, па сега отворија втор, а ние се изјаснуваме за првиот што бил пред многу. Мислам дека е многу закаснето и мислам дека сериозна држава, држава која што знае што сака, на вакви провокации реагира у истиот ден за час или два. Така треба да биде според мене. Не да чекаме 6 месеци за да констатираме дека Битола тоа не било во ред, па дента се констатира. Така. Да, ма дента беа там. Цела Бугарија, а бугарска влада. Сакам повторно да се навратиме на извештајот од Европската комисија. Се добива впечаток дека државниот висок врв како да е во паника, бидејќи не можат да го испорачаат она што го ветили, а тоа е промена на уставот, а како последица на сврстиот став на ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија дека нема да подржи уставни измени со цел вметнување на бугарите во уставот. Сега оркестрирано повикуваат за политички консензус. Како ќе го прокоментирате ваквото хорско пеење и како ќе го прокоментирате обраќањето на председателот Пендаровски, премиерот Ковачевски и министерот Османи за време на конференцијата посветена на последниот извештај за напредокот на Македонија? Па, како да го прокоментирам? Видете, она со Бугарија што превземале обврски, тоа не ме интересира. Јас не сум ги превзел тие како опозиција обврски. Јас имав настап во декември месец, ќе зборам од лично име, каде што на Бујар Османи овдека во собрание му велам, добро, прашувам министри во владата, велат само тројца знаете. Значи министри во влада не ви знаат. Пратениците никој ништо не знаеме, ни власт, ни опозиција. Нели мислиш, Бујаре, дека, тоа јавно му зборев, има снимки за тоа, дека повеќе глави поуго мислат. Нели мислиш дека може од тој човек нешто да научите таму да засилиме нашата позиција? Европските интеграции не се ваш монопол. Европските интеграции се национален интерес. И тука мора да покажеме единство и да бидеме заедно. Ајде да преговараме заедно со Бугарија, вклучиме и нас и да видиме што може од тоа да извадиме максимум. Тој вели, многу е комплицирано, на ден стигаат по 10 предлози, не знам, главата кај ми е, значи, така ми беше нешто, сега парафразирам. И сега, ако за Бујар Османи нешто многу комплицирано, не значи дека и за другите е многу комплицирано, значи, треба да проверим. Тоа беше во декември 2021. Во 2022 година, во јануари, јас имав корона за избор на влада, но за избор на заменици министри, кога беа, исто беше Ковачевски тука, излегов и многу јасно му кажав, преговараш сам, одиш кон договор.
Немој да преземаш обврски кои што ќе ја тангираат и опозицијата, бидејќи нема да ти ги гласаме. Умреа времињата на купување на пратеници, дај или вклучине нас да знаеме што се случува, ќе имаме подобри позиции. Имаше од негова страна молк и после неколку месеци тој преговара и превзема обврски за нас, кои што не сме учествувале, кои што сме молеле да бидеме вклучени, сме молеле да имаме едно европско однесување, да видат единство во македонската држава, како што имаше единство во бугарската држава. Бугарите точно знаеа се што се преговара со Македонија, а кај нас министрите и пратениците не знаеа, веќе само тројца луѓе преговараа. И многу е логично ако тројца луѓе преговараат од оваа страна, одека цел држава напред ви преговара, дека вие ќе изгубите во тие преговори, иако ќе се обидувате потоа во Македонија да ги представите како победа. Класичен пораз. Класичен пораз. Вие патронот на МПЦ, Сди Климент Охридски, роден во Охрид, да го споделите со Бугарија, треба нешто сериозно да ви настасува. Бидејќи утре ќе дојдат и ќе ни кажат Гоце Делчев, Даме Груев, или ќе ги споделиме, или ќе бидат наши 100% нема да бидат. И како вие ќе бидете држава во која што имате споделена, имате патронот на црквата ви е споделен и ликовите од химната ви се споделени со друга држава. Каква држава сте вие тогаш? Логични прашања кои што ние треба да ги разговараме, а не тројца се затворат таму и да преговараат. И трето, преговорите ги водеа Ковачевски, Маричич и Бујар Османи. Најмал заеднички содржател и единствен за нив е што никој од нив не бил на избори. Никој не тропнал у 2020 година тоа на врата за да има определени ветувања према било кој граѓанин. Никој не бил на избори. И сега тој ти преговара за твојата иднина без превземени обврски кон никого и што очекуваат ние да аплодираме на тоа, се разбира дека нема и дека ќе се бориме против. Инаку зошто тие, како јас велам, железни опинци ќе облечат да не убедат нас дека се ова што го прават е нормално, дека тоа е максимумот, а зошто не се позанимаваат малку со Бугарија, додат таму и да ги замолат или да се расправаат со нив или нешто нека направат, на македонците од Дом Илиден Пирин да им се признаат сите права кои што на секоја цивилизирана држава се признаваат. Зашто за тоа молчат? Така е. Како гледате на одлуката на владата на Ковачевски за приватизирање на постоечките студентски домови? Само уште нешто да ако ми дозволите да прехвалам до прашање се текна. Знаете како? Ако народот нешто не ви сака, колку да според вас тоа е добро, вие морате да престанете со тоа што го правите и да разговарате со народот. Пример е фудбалскиот надпревар со Бугарија. Да знаете дека двете трибини што се страничните на север и на југ, навивачи немаше. Значи немаше пуштено навивачи за да нема провокации, да нема навреди и така натаму. Имаше само северна и јужна трибина беа пуштени, исток и запад не беа, се извинувам. Обичен народ беше таму. Знаете како изсвирка химната на Бугарија? Да. Од душа изсвирка химната на Бугарија. Од ложа имаше луѓе што свирка. Да. Сакам да ви кажам дека оваа политика не е добра ниту за нас, ниту за нив. Не можете вие да со осудување, со говори на омраза, да се заканувате, не можете да смените нечие мислење. Еве, дојде утакмицата, видовме и без навивачи како се, така што генерално мислам дека тоа е сериозен проблем. Во поглед на одлуката ја немам видено за приватизирање на студентски домови, ја немам видено. Јас, извинете ме, но мојот принцип на работа со неспособниве е прво да видам на писмено па да го коментирам. Да се осигурат. Знаете колку одлуки ги најавуваат, а никогаш на писмено не излегле, верувате многу. И сега несериозно би било ако нив да бидам да коментирам, ништо не им верувам ја, како да ви кажам. Имам искуство, имам докази за тоа дека е така. И лошо ако прават не му веруват. Инаку во поглед на студентските домови, јас сакам да ве потсетам и вас и оние кои што не гледаат дека во 2016-17 година кога господата доаѓаа на власт, ветуваа студентски град во Скопје. Да. Цел град студентски ветуваа, нула реализација.
Ветуваа нови студентски домови, нула реализација. Ветуваа целосен нов таму инвентар, промена на начинот на исхрана, на поквалитетна храна, нула. Душеци немаат сменето. Затоа сакам да ви кажам, не сум ја видел одлуката каква име, треба прво да видам дали има импликации, да го видам буџетот, па потоа да знам да ви кажам дали ќе лажат или можеби ќе се реализира нешто такво. Видејќи како велат, политичарите зборуваат многу, а овие особено зборуваат многу, ништо не прават. И ако сакаш да видиш дали еден проект ќе се реализира, отвори дали има ставка во буџет. Ако нема ставка во буџет предвидено за тоа, и ако не е ликвиден буџетот, но така може да зборува вака по медиуми, тоа нема се реализира, како што клиничкиот центар. Еве, години го ветуваат. Ништо од него. Тоа Господине Пренчов, разговоров сакам да го завршиме со информација поврзана со господинот Стефче Јакимовски, поточно со неговиот син. Дали имате информација дека синот на Стефче Јакимовски е тазе вработен во компанијата МНАВ, акционерско друштво во државна собственост, за плата од околу 100.000 денари? Дали ова е причината што Стефче Јакимовски, лидерот на ГРОМ, ги продаде своите принципи и ја напушти коалицијата со ВМРО ДПМН? Видете, јас со господинот Јакимовски се немам видено неколку месеци. Не знам дали е тоа точно, мислам дека тоа е прашање кое што не го треба да му поставите, бидејќи како што на почетокот на емисијата ми поставивте прашање и ги објаснив моите постапки во политиката, нас сметам дека тој треба да си ги објасни собствените постапки во политиката. Инаку не знам дали е тоа вистина, дали е шпекулација, навистина го немам видено неколку месеци. Така. Добро. Господине Пренчов, задоволство причини вашето учество во Македонски корени. Верувам привлековме внимание кај нашите слушатели и гледачи. Вам ви благодариме, имајте си убав викенд, пријатно и секако довидување во некоја наредна емисија овде на Македонски корени. Ви благодарам многу за поканата. Со задоволство помина многу брзо, повеќе од еден час. Јас секогаш ќе се сеќавам на оваа емисија затоа што првпат имам можност да разговарам со наши сограѓани, наши македонци од диаспората. До сега не сум имал никогаш вакво слично интервју, вакво слично искуство. Се надевам дека бевме интересни и на крајот сакам да им порачам на сите оние кои што живеат надвор од Република Македонија, да веруваат во Република Македонија, да помагаат кога што можат на Република Македонија. Знаеме дека имаат лоши искуства овие 30 години со политичките елити во Република Македонија, но јас ги верувам дека оваа наша генерација во следниот период е многу спремна и рачунува на помошта од нашата диаспора, затоа што после овие големи кризи, после овие тектонски пореметувања и геополитички и економски и секаков вид, секоја држава ќе биде концентрирана пред се кон себе, а ние без диаспората сами сме нецели. За да бидеме цели ни треба целата помош и поддршка од диаспората од целиот свет. Господине Пренчов, иако на крај, ама не е заборавено, да стои само забележено, да ви честитаме на она одлука што ја донесовте за да останете во коалиција, да му служите на народот, бидејќи ретки се пратениците кои што го стават на прво место гласот на оној кој што им го дал да го представува во законодавниот дом. Навистина честитки за тоа. Ви благодарам многу. Остануваме во контакт, пријатно и до слушање и до видување. Поздрав, голем поздрав. Убав на сите. Убава вечер уствари. Да, така. Така. До видување. Поздрав.